Почитувани медиуми, благодарам што дојдовте на денешниот настан. Денеска сум во посета на мојот домаќин Ристо, тој е тутунопроизводител. Поразговаравме за она што како помина минатата реколта на тутунопроизводството и она што значи наредниот период во делот на нареднава 2025 реколта. Поразговаравме и уште еднаш утврдивме дека еве веќе во текот на вчерашниот ден ги исплативме субвенциите за реколта 2024 година. Станува збор за скоро 40 милиони евра субвенции кои што легнаа на сметките на 14.500 тутунопроизводители од цела држава. Ова е една рекордна исплата на субвенција по однос на произведен килограм тутун. Знаете дека и самата реколта тежеше 24 милиони килограми, што е рекордно зголемување, дупло зголемување речиси од минатата година. Ова исплата и ова откупна сезона покажа владата дека навистина она што го ветиме во предизборието, дека ќе работиме да го обреднуваме трудот на македонскиот земјоделец, дека субвенциите ќе се исплаќаат редовно и дека владата ќе продолжи да го подкрепува овој сектор бидејќи еден од важните сектори во нашата држава. Едно прашање на количините на тутун од страна на претседателот на тутунски здруженија Сире Вицевски беше кажано дека на последната меѓународна конференција било кажано како информација дека не достигаат 20 милиони килограми тутун на меѓународно ниво, на меѓународните берзи. Има ли некаква стратегија владата да го поттикне производството на тутун дополнително за да може овој недостиг да се пополни? А ние да искористиме. Видете, изминативе 10 месеци како влада, заедно со претседателот на владата господинот Мицковски, докажавме дека навистина се грижиме за поготово за оваа гранка во нашата држава. Постигнавме рекордна цена, откупна цена, имаме субвенција која што исто така е исплатена и ова е повеќе од поголем показател дека навистина сакаме оваа гранка да остане и не само да остане, него и да се прошири по квантитет. Се надевам дека ова е доволен стимул за тутунопроизводителите оваа 2025 година да го зголемат производството на тутун, а ние како држава остануваме посветени да го нормално работиме она што е наша законска обврска, односно да го штитиме нивниот труд. Пред велигранските празници во што која спомнавте на земјоделците во 10 месеци не е исплатено. Видете, со самото влегување во владата, во министерството, наследивме една хаотична состојба. Значи празна каса, неисплатени субвенции, многу разнишени системи, недонесени законски и подзаконски акти. Изминативе 10 месеци, заедно со сите оние заостанати обврски кои што ги наследивме и тековни плаќања на субвенциите, можам слободно да кажам дека се исплатени скоро 8 милиарди денари по однос на заостанати и тековни исплати на субвенции. Тоа се речиси 130 милиони евра кои што легнале на сметките на земјоделците од сите категории, односно сите групи на производители, и ова е само уште еден показател дека навистина кога се работи домаќински, посветено, одговорно, се вреднува трудот на македонскиот земјоделец, дека сме на вистинската патека да вратиме довербата на земјоделците према владата и према институциите. Тоа ние заедно со премиерот Мицковски го докажавме изминативе 10 месеци и така ќе продолжиме во наредниот период. Ова е уште еден показател дека навистина сакаме земјоделството да биде едно од носечките гранки, економски гранки во нашата држава и нормално да го зголемува и квантитетот на самото производство. Пред велигранските празници ситните сточари имаа некои барања бидејќи се појави проблем со откупот на јагнињата, ниски цени, рекоа дека не сакаат на 50% од дрвата да ги земаат кланиците по таа цена, верувам, упатени сте. Дали се размислува во овој правец за до година да го немаме овој проблем? Јас како ресорен министер одржав неколку состаноци со Сојузот на гледувачи новци и со кланиците кои што се во регистрите на министерството. Практично откупната сезона, односно откупот на јагнето е веќе во завршна фаза. Анализите говорат дека имаме зголемување на откупната цена во споредба со минатата година. Просекот е негде околу 230 денари. Она што беше барање на одгледувачите на овци дека условот од 50% предадено во кланичен капацитет е доста висок, а со оглед дека во месеците јануари и февруар заради нискиот откуп на јагнето имавме доста прераснување на она што е првокласно јагне, ние како министерство веќе размислуваме процентот од 50 да го намалиме на 30%, се со цел уште еднашка да покажеме дека навистина како влада, како министерство излегуваме во пресред на секој еден земјоделец кој што се соочува со одредени предизвици, се со цел да ги стимулираме да опстојат и да го зголемат своето стадо. Така да во наредниот период ќе биде измената и програмата и уредбата која што го дефинира овој критериум и уште еднаш ќе покажеме дека навистина сакаме и оваа гранка сточарска да остане во нашата држава. И само уште едно прашање, дали има заостанато уште некои
субвенции или други давачки од минатите години или од тековни, се едно за кои видови земјоделци, сточари, сирењари и така натаму. Видете, овие 8 милиарди денари кои што сме ги исплатиле према земјоделците се за останати обврски и тековни плаќања. Можам да кажам дека сега имаме чиста ситуација во делот на исплатени субвенции од 2024 година, основно ние дополнително кои што треба да се исплатат наредниве месеци, односно до 6 месец 2025 година. Ќе ви кажам само еден пример во каква состојба наследивме министерство и во она што се наоѓаме денес. Ќе го земам примерот со млекопроизводителите во нашата држава. Со влегување во министерството, во владата, имавме наследени обврски и достигни од некои 15 на месеци кои што беа неисплатени, односно и тековните 6 месеци од тековна 24 година, се вкупно некаде околу 21 месец кои што се неисплатени обврски. Денеска имаме ситуација дека скоро 16 милиони евра се исплатени кон сите млекопроизводители во нашата држава и имаме ситуација каде што тековно по завршување на овој квартал редовно ќе исплатиме и оваа категорија на земјоделци. И ова е само еден пример како работиме посветено и одговорно во делот на она што значи навремена исплата на субвенциите. Паралелно, ако ги следите трендовите на производство изминативе неколку месеци, ние веќе покажуваме резултати во делот на зголемено производство и една загарантирана откупна цена. За подсетување, лозарите минатата година добија рекордна највисока цена и немаше протести по улиците и родот заврши во винарските визби, не по улиците. Тутунарите, еве ги споменавме дека имаме рекордна цена, јаболкарите во Ресенскиот регион добија рекордна цена, исплатени субвенции, една чиста и мирна ситуација. А во делот на млекопроизводството гледате што се случува. Последнава ситуација која што е актуелна е во делот на градинарството, тоа е во Струмичкиот регион. Замислете, во Струмица ќе влезат 30 на милиони евра во однос на откупена и извезена зелка надвор од нашата држава, а кај земјоделците ќе имаме една ситуација каде што цената не падна под 35 денари. Да ве подсетам, низ годините наназад имавме цена која што беше 5-6 денари, имавме фрлање на родот, имавме големо незадоволство. Денеска само од таа прва култура која што се произведува ќе влезат 30 милиони евра. Сега е во фаза на припремање на нивите за втората реколта и така натака, значи да скратам, работиме сериозно партнерски, го вршиме медијација на целиот процес како ресорно министерство и како влада, се со цел да повторам, да го заштитиме трудот на македонскиот земјоделец кој што произведува храна и за дома и за надвор од нашата држава. Министерство на прашањето се однесува до водостопанските предпријатија. Дали се размислува во насока на децентрализација на водостопанските предпријатија, бидејќи очигледно секое посебно во државата имаат проблем при набавка на опрема и при исплата на плати. Ќе го земам пример нашето, при Лепското. Тука нема проблем во однос на исплаќање на долговите на луѓето за наврнување на тутуни и други земјоделски производи. Меѓутоа, луѓето што работат таму не можат да поделат ниту плати, нити да се развиваат по однос на опрема. Реалната ситуација која што ја наследивме пред 9-10 месеци со преземањето на владата беше едно колабирано водостопанско предпријатие, тоа е АД на водостопанство, со неисплатени плати, блокирани сметки и така натака. Изминативе 9 месеци сериозно работиме на покривање тие долгови. Знаете дека владата даде финансиска поддршка да се поделат тие 3-4 заостанати плати. Денес ќе имаме редовно сервисирање на платите, меѓутоа она што значи долгорочно решавање на проблемот и ставање еден функционален систем од делот на водостопанството, значи и мала реконструкција, односно редефинирање на надлежностите на сите подружници кои што ги имаат со централата. Веќе се работи на еден оперативен план кој што наредниот период сигурно ќе си го представи самиот директор на АД-то. Меѓутоа она што јас можам да кажам како министер дека водостопанството е приоритет. Без навремена и доволна количина на вода не можеме да размислуваме на квантитет и квалитет во земјоделското производство. Климатските промени си го прават своето и мораме да бидеме подготвени во тој дел. Работиме напорно, се одвојуваат сериозна сума на пари кои што ќе бидат ставени на располагање во тековната година. Меѓутоа, мораме да знаеме дека лошата состојба не се прави преку ноќ да биде добра, него треба малце подолг временски период. Јас сум повеќе од убеден дека со таа реконструкција, односно поделба на надлежностите помеѓу подружниците и централата ќе доведе да имаме едно навистина 100% функционално водостопанско предпријатие. Дали имате информација во моментот, бидејќи имаме поинтензивни дождови, каква е состојбата со каналскиот систем во земјава, дали се исчистени, се одржуваат
да не дојдат дождовиве, да не изненадуваат? Видете, во текот на зимските месеци Управата за водостопанство, Акционерското друштво Водостопанство на Македонија работеа заедно со поддржниците, работеа на чистење на каналската мрежа и припрема системите за наводнување. Законскиот рок е 15 април да почне сезоната за наводнување и веќе во Тиквешијата и во делот на Кочанскиот регион е пуштена водата за да стигне до земјоделските површини. Тоа значи дека имаме функционален систем во делот на исчистена каналска мрежа, дека треба санација на дел од нив, исто така можам да кажам дека треба, меѓутоа тоа ќе се работи текуно, бидејќи не можеме се преку ноќ да сработиме. Опасност од излевање на речни коријети и така натака мислам дека нема во овој период. Будно ја следиме состојбата и секаде онаму каде што ќе се појави евентуално некаков проблем, ќе делуваме благовремено. Имаше најава за нови огласи за искористување на државно земјоделско земјиште. Колкава е заинтересираноста, колку уште има на располагање? Пред неколку дена јас дадов информација до медиумите дека завршија 5 јавни повици кои што беа ставени на располагање во текот на месец декември и јануар. Веќе се изготвени договорите, се праќаат према земјоделците. Она што е нашиот план е да продолжи контролата во делот на злоупотребата на земјоделското земјиште и враќање во државна сопственост и истото да биде повторно ставено на огласи. Такви огласи за распределба на државно земјоделско земјиште ќе има во наредниот период. Можам да најавам дека во месец некаде од прилика јуни-јули ќе има нов оглас каде што ќе имаме спремни големи површини за да ги ставиме на располагање и ги охрабрувам сите оние земјоделци, поготоа и младите земјоделци, да учествуваат нови огласи се со цел да биде навистина истото ставено во функција. Дали имате сознание колку површина е злоупотребена од државата? Видете, оние контроли кои што ги правиме од првиот ден со презањето на Министерството, можам да ви кажам дека се работи за преку 2000 хектари кои што се откриени како злоупотреби. Не е тоа само откривање на злоупотреба, него имаме тука и дополнително злоупотреба на субвенции кои што се користеле од државата, биле безправно. Тука се водат едни посебни постапки како надлежни институции кои што учествуваат во овој дел на проверки. Она што значи контролата од страна на инспектората во делот на злоупотребата континуирано трае и се спроведува на терен, се со цел ќе кажам да немаме вакви злоупотреби. Голема е категоријата луѓе кои што во изминатите години заради тоа што имале одредена близина со власта да си дозволи да прават вакви манипулации, меѓутоа нашата обврска, законска обврска е да овој процес го стопираме и нормално пак ќе повторам земјоделското земјиште да го ставиме кај земјоделците на располагање. Благодарим. Јас сум тутунски производител, Џамбазов Христо од Прилеп. Минатата година имавме насадено со мојата фамилија негде околу 25 декари и приносот беше приближно 5 тона, а за наредната планираме исто така да биде. Тоа е во кратки црти кажано. Другото Што очекувате со наша работа и помош од Господ очекуваме уште поголем принос. Дали сте задоволни од она што годинава се постигна како откупна цена? Да, релативно да. Макар да скапијата си го носи своето, парите тешко доптасува, али се гледа дека општо се води некој рачун за земјоделието да се излези на некој крај. Се исплатили денес да се биде? Некоја голема заработувачка, некоја голема печалба дека има, не можам баш да речам, али може да се живее. Колку луѓе садите дома? Ние сме дома 4 работоспособни и еден мал компликатор, мислам за детето што ни е комплицира работа, детето сино. И повремено земаме и тие не се наши луѓе, пријатели, двајца пензионери, ни помага и нормално за тоа му плаќам. Благодарим. Може. За ова година, значи, зголемено е производството, односно зголемени се површините, зголемени се број на договори, со тоа е зголемено и самата количина, односно 14.300 договори се хектари, 33.000 договори со 27 милиони килограми тутуно очекувана род. Овој показател покажува дека ова култура е добродојдена на македонскиот производител, тутуно производител, така да и понатака ќе продолжи да го работа, да го произведува, ради тоа што најголемиот економски бенефит го имаат од оваа култура. Плюс
имаме голема поддршка од Министерството за земјоделие, од владата на државата со исплаќањето на субвенциите, така да ова година е најплатена култура од земјоделието. Благодариме.